ЕУ ќе го забрзува проширувањето, но колку е реално подготвена за тоа? Во моделите кои се нудат се препознаваат веќе видени идеи, но сега испорачани во нов геополитички контекст и нов распоред на зимите кандидати кои чекаат на членство. Црна Гора е на чекор до полноправно членство. Албанија со исполнувањето на времените одредници од кластерот фундаменти е се поблиску до својот датум за членство, а Украина и Молдавија ги почнаа преговорите со отворање на првиот кластер. Може ли Македонија да го искористи новиот момент кој се надзира од Брисел или уставните измени ќе ја задржат вкотвена во чекалната? Каде меѓу потребата и желбата на Европската унија за обезбедување на својата сигурност преку пристапување на Украина се наоѓа европскиот пат на Македонија? Истовремено, колку предлозите кои стигаат во форма на нон-пейпери реално ќе заживеат и ќе го забрзаат процесот на проширување или повторно скептицизмот кон проширувањето и поединечните интереси на земјите членки ќе ги спакуваат во папката нереализирани? Добра вечер, јас сум Тамара Гранчаровска и со топ темата и со представувањето на моите гостинки веднаш по првиот блок реклами. Почнуваме со топ тема и да ги представам моите две вечерашни гостинки, доктор Симонида Кацарска, директорка на Институт за европска политика, и професор доктор Силвана Мојсовска од Економскиот институт при УКИМ. Најавата е слушнавме, изминатиот месец се случува повеќе работи на полето на евроинтеграциите, на проширувањето повеќе од Брисел. Едно писмо, два нон-пейпери, самитот Европска унија, Западен Балкан и наскоро посетата беше и председателот на Европскиот совет тука, а наскоро и ќе дојде и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Колку реално може да ги придвижат овие нон-пейпери и писмото на Фридрих Мерц, на германскиот канцелар, со барање за забрзување на процесот на проширување, особено што во вториот нон-пейпер, кој беше лиферуван од 5 држави, пак се бара механизми за контрола и реверзибилност. Поточно прашањето ми е колку искрена желбата на Европската унија и на членките на вистина да се забрза процесот на проширување на Европската унија. Видете, јас овие нон-пейпери би ги ставила во контекстот на предлогот кој што го даде комисијата во февруари, најмногу поради притисокот за решавање на прашањето на Украина, односно знаеме дека Европската комисија излезе со еден предлог за реверзибилно членство, кој што веднаш беше отфрлен од страна на државите членки. И како резултат на тоа, комисијата, всушност еврокомесарката Марта Кос, ги повика државите членки да дадат своји предлози како всушност ќе може да се оди напред во контекст на проширувањето. Едно е писмото на канцеларот Мерц, кое што беше прво, потоа го имаме заедно француско-германскиот нон-пейпер, кој што беше подготвен за самитот во Тиват, односно за самитот Западен Балкан ЕУ, кое што е добар знак на усогласување на позицијата помеѓу Франција и Германија. Франција и Германија биле секогаш клучот на управувањето, водењето со самата Европска унија, меѓутоа и многу е важно тие да бидат на иста страна во контекстот на тоа како се очекува да се движи Европската унија во контекстот на проширувањето. Во тој нон-пейпер има неколку предлози, меѓутоа останува всушност на комисијата да одговори на барањето на писмото од канцеларот Мерц претходно, да се креира посебна работна група или слично, која што би работела во текот на, барем во текот на летото, за опции околу проширувањето. Тоа всушност и се најави на овој Европски совет во јуни, дека советот во октомври најавува стратешка дискусија, односно рефлексија на проширувањето, каде што како посебен елемент е овој втор нон-пейпер кој што го споменавте, кој што се однесува на одредени гаранции во самиот пристапен процес во контекст на владењето на правото пред се, кој што го поднесоа државите од Бенелукс. Дали вие го поставивте прашањето колку е искрена желбата? Државите членки несомнено повеќе се бават, чувствуваат притисок од проширувањето, чувствуваат притисок од решавањето на прашањето во Украина пред се и статусот на Украина, но до некаде и комисијата креираше притисок и со придвижувањето кон затворање на пристапните преговори со Црна Гора,
полека тие веќе имаат околу 16 на поглаве, се најавуваат уште 2-3 за во јуни. Далеку е од целта да се затворат сите 33 оваа година, меѓутоа секако Црна Гора се движи кон затворање, а на Албанија пак и се овозможи затворањето на преговорите. Веројатно и дополнително со овие два случаи се креира притисок врз државите членки да видиме дали можеме да го испорачаат тоа што е всушност и ветено, односно како крајно цел членство пред се со фокус на овие држави. И Украина, бидејќи првото писмото од Мерц беше во пред се за Украина, потоа некако дојде до објаснувањето со следните два non-paper. Да, но Украина се уште се третира барем во овој контекст како посебен случај од повеќето од нив, особено од писмото на канцеларот Мерц. Професор Мојсовска, се создава ли нов модел на пристапување и колку тој би бил одржлив на подолг рок? Еден модел имаше до 2013 кога влезе Хрватска, потоа добивме нов модел на барање на Франција. Сега еве се креира некој нов модел со нови механизми заштитни и како и да ќе реши Европската комисија да го презентира тоа пред Советот и колку тој би бил одржав на подолг рок, бидејќи гледаме дека се менуваат работите и желбите, поточно барањата на земјите членки на Европската унија и кон Украина и кон Западниот Балкан. Можеме да кажеме да, меѓутоа е многу во зародиш, затоа што во моментот немаме ништо конкретно, освен тоа што Украина и Молдавија добија одреден статус и Црна Гора влегува во Унијата, со тоа што бројот на членки ќе се зголеми. За колку ќе се зголеми и за кое време, ќе видиме, меѓутоа 28 известно е дека Црна Гора ќе влезе. А околу проширувањето, она што е важно е стана јасно дека овој досегашен модел е неодржлив. Земјите од Западен Балкан премногу долго се надвор, премногу долго исполнуваат одредени реформи, се воведуваат нови инструменти, меѓутоа нема реално поместување освен кај Црна Гора и до некаде Албанија. Ова сега покажува дека се размислува сериозно за едно поинакво приклучување на државите од Западниот Балкан во начинот на функционирање на Европската Унија. Тука ќе го споменам политичкиот момент, затоа што за прв пат ќе се даде право, ако тоа се изработи на тој начин во предлогот од Европската комисија, државите од Западен Балкан да учествуваат на состаноците како малку е чуден тој превод, статус на прогресивни наблюдувачи, но ќе бидат во текст со она што таму се случува, ќе бидат поблиску до процесите на одлучување. Досега начинот беше билатерална соработка помеѓу државите и самитите што се одржуваа од време на време. Ова би дало една нова димензија, една нова динамика која може да биде многу позитивна за државите, затоа што ќе имаат чувство дека се во тие институции, дека иако таму, да, во својство на наблюдувачи, а не во својство на одлучувачи. Меѓутоа, нашиот премиер изјави дека после самитот во Тиват и средбата со Мерц и Макрон, дека многу е значајно што сега ние ќе имаме прилика да седиме со тие кои одлучуваат. Тоа е едниот момент. Вториот момент во однос на моделот на придвижување е практично на некој начин ставање во форма на она и што досега на различни начини, без план, без структура се правеше. Сите земји од кои имаат некаков кандидатски статус, статус на земја која сака да која нема кандидатски статус, меѓутоа аплицирала за членство и така натаму, сите имаат договори со Европската Унија кои овозможуваат пристап на заедничкиот пазар на Унијата. Така што тој момент сега може да оди во длабочина и тука да се формализира, затоа што моделот за кој зборуваат сега Германија, Франција, нив им се придружија и три од земјите основачки на Европската Унија, тоа се Франција, Луксембург и уште една беше Холандија, така што тука земјите ќе добијат начин побрзо да ги реализираат реформите и да добиваат повеќе придобивки. Еден од тие градивни блокови е и блокот на дигитално поврзување.
нели, зборуваме за роуминг и така натаму. Основата на поврзување на Балканот, регионалните иницијативи на кои се работеше многу долго, повеќето од нив испорачаа некои резултати. Меѓутоа, одржливоста на тие резултати зависи од тоа колку сега ќе се приближат до Европската унија. Така што не можеме да зборуваме за конкретен модел, бидејќи не е донесен, ништо не е одлучено. Многу ќе зависи од политичката волја на државите. Меѓутоа, можеме да зборуваме за добра волја и напор на Европската унија и на Европската комисија, тоа да го преточи во конкретен план, за земјите да чувствуваат дека навистина ќе бидат поблиску до унијата. Сега тоа ништо не може да го замени полноправното членство. Меѓутоа, исто така, овој статус-кво е неодржлив. Ова, според мене, е чекор да се надмине статусот кво и да се добие некоја флуидна форма на подинамична соработка со Европската унија. Кога сме кај моделот, еве да се задржам, кога се читаат нон-пеперите и предлозите, се добива чувство дека некако се дел од идеите дека се рециклирани. Франција уште 2017-18 ги предложи концентричните кругови, беа тука, потоа имавме Европа со две брзини. Се препознаваат ли траги во претходните предлози, во новиот предлог и по-конкретно прашањето ми, ако тоа не успеа тогаш да помине, да биде прифатено, што е промената сега, зошто сега би можело да кажам тие рециклирани, ајде да ги наречам идеи, да заживеат од страна на Европската унија за проширувањето? Видете, едно е кога една држава предлага сама, друго е кога се предлагаат повеќе држави и се дава мандат на комисијата да се дискутира. Секако дека нема гаранција. 27-та ќе мора да се сложат во секој случај за било која промена. Но мислам дека за разлика од пред 6 години контекстот во самата Европска унија и ставот кон проширувањето е сепак поинаков. Се чувствува притисокот на војната во Украина, се чувствуваат трошоците од војната од Украина, кој што веќе трае во својата 5-та година. Така да, од тој аспект, многу е геополитичкиот контекст е многу променет. Оваа комисија сака да испорача успех. Дали ќе успее во форматот во кој што очекуваме ние да биде членство полноправно потенцијално за Црна Гора, и дури и тоа не е на некој начин сигурно. Така да би рекла дека ако споредуваме со тоа што беше, значи, пред 6 или повеќе години, несумнено е дека постои поголема дискусија помеѓу државите членки. Тоа што загрижува е тоа што сите од нив влечат во различни насоки, дел од нив, односно различни работи им се значајни, не мора да значи дека се толку поинакви, односно дека се спротивни едни од други, меѓутоа различни работи се приоритетни на различни држави членки. Бенелукс, значи нон-пейперот од кој што го предводи Холандија, е всушност насочен во голема мера кон заштитување на унијата од новите членки, додека пак писмото на нон-пейперот од заедничкиот на Франција и Германија се има за цел да видиме како можеме да го приближиме регионот, односно она што го говореше професор Мојсовска претходно. Тоа што сепак би можеле да кажеме во контекст на тоа какви се овие идеи е дека зачетоци на идеи се, мислам дека далеку се од разработени, меѓутоа тоа е и начинот на кој што се пристапува во Европската унија, кога знаете дека треба да ги дообезбедите другите 27 држави членки или 25 на масата. Оваа дискусија исто така треба да имаме предвид дека ќе се одвива во сенка на дискусијата за новиот 7-годишен буџет на унијата. Прашање колку повторно ќе се посвети и внимание, колку капацитет ќе може комисијата да посвети на тоа и самите држави членки кога се дискутира вакво прашање. Меѓутоа пак од друга страна знаеме дека во вакви моменти кога се дискутира новата финансиска рамка, пак Европската унија има и притисок да одлучи, односно да разреши некои прашања. Денеска мислам дека телевизијата во Црна Гора најави дека веќе и се дискутира поддршката во рамки на буџетот во случај да Црна Гора биде полноправна членка во следната финансиска рамка, што значи дека не е невозможно да се направи некој исчекор, но повторно ќе речам, различни држави ставаат приоритет на различни прашања и ќе биде навистина предизвик да може да се
усогласат всушност и да имаме еден модел кој што истовремено ќе ги адресира предизвиците на Црна Гора и Албанија, бидејќи треба да бидеме свесни дека комисијата чувствува притисок поради оваа 7-годишна, поради буџетскиот процес, меѓутоа и поради тоа што следната година во Франција ќе има избори на кои што претседателот Макрон не може повторно да се кандидира. Многу е неизвестно каква ќе биде позицијата таму. И поради тоа мислам дека се чувствува дополнителен притисок помеѓу лидерството во ЕУ да се дискутира ова прашање некаде до крајот на оваа година. Следната година ќе биде многу потешко. Мислам дека знаеме и ние ефектот на француските избори пред неколку циклуси како кој став го има таа држава всушност за проширувањето. Во писмото на канцеларот Мерц и председателот Макрон, последната точка, односно во контекст на некоја форма на Европска економска заедница плюс, е веројатно некоја од навестувањата можеби во контекст на овие држави кои што се понапред. Тоа што мене ме загрижува е што најголемиот дел од тој список кој што го видовме на потенцијална вклученост во програмите на ЕУ во телата е многу тесно врзана со формалниот процес на преговори, односно со затворањата на кластери или поглавја во преговарачкиот процес, што креира предизвик за сите други држави кои што се надвор од истиот. Не сме само ние, тука е и Косово, тука е и Босна, и Србија, и Србија веројатно. И поради тоа очекувам дека всушност во тој контекст дискусијата ќе мора да се реформулира малце во секој случај за да може да ги адресира всушност предизвиците на државите од регионот. И уште еден предизвик е пред неколку дена, барањето, мислам ова чисто во контекст со што ќе се соочува Европската унија, дека Унгарија не дозволи отварање, се противи на отварање уште 5 кластери за Молдавија и Украина, што значи дека независно од Западниот Балкан внатре, иако мислеа дека со Унгарија е решено прашањето со промена на владата, очигледно дека прашањето на Украина за Унгарија останува и тема и околу тоа сигурно ќе се кршат копија, но да се вратиме поточно она што е наш интерес, а тоа е Македонија. Професор Мојсовска, што може да искористи Македонија од вакво забрзување од овие документи, ако знаеме дека пораките кои стига од Брисел и цело повторување дека без уставните измени Македонија може многу малку да искористи, тоа го спомена и госпоѓа Кацарска. Ете, токму само еден член од нон-пейперот на Франција и Германија е овозможено само со аплицирање за членство. Значи пристапност на контактите поточно со станоците со Европски парламент, со Европската комисија, се друго е поврзано со веќе отворени преговори. Како вие гледате на тоа? Политичкиот момент не може да се промени. Значи, ова што сега се случува е додавање на една динамика во оперативниот процесот на пристапување, на проширување на Унијата. Значи, мораме да ги поделиме политички и оперативен. Во тој оперативен или технички ние сме веќе многу долго и имаме определени резултати. Значи, голем дел од нашата легислатива е усогласена, се прават некои реформи и така натаму. Меѓутоа, ако политички нема напредок, секогаш главните моменти врзани со процесот на пристапување се политички. Значи, политичкиот моментот кога се одлучува дали ќе се отворат преговори, прво политичкиот моментот кога државата добива кандидатски статус, па политичкиот моментот кога се отвораат преговорите, политичкиот моментот кога се затвораат. Тука само накратко ќе споменам Украина и Молдавија, се чини дека одат по еден експресен пат во Европската унија. Меѓутоа, ќе видиме колку е експресен, затоа што Европската унија во моментов има друг проблем. Проблемот на проширување се претвора во проблем на управување внатре во Европската унија. Така почна и целата приказна која поврзуваме со нас, кога Макрон кажа ние мора да направиме нова методологија за проширување, затоа што ние веќе не можеме внатре да управуваме како што треба. Дури во во новиве документи кои излегоа во последниот период, се кажува дека држава која не го почитува владењето на правото и која покажува одредени недемократски тенденции, таа може
да има реперкусии. Но само за новите членки. Тоа ќе важи за новите затоа што така е направен механизмот на Европската унија. Новите членки го прифаќаат сето тоа што дотогаш е одлучено, легислатива, одлуки, стратегии, се што постои во Европската унија, нова држава мора да го прифати. А старите држави, односно државите членки, често пати имаат право на избор. Меѓутоа, ова покажува дека моделот на управување со Европската унија ќе биде уште покомплициран. Сега, што тука би можело да биде придобивка за Македонија? Токму тој момент, ако ние сме вклучени во процесите на донесување стратегии, директиви, регулативи, односно правната рамка. Ако сме вклучени како држава во одлучувачките тела на ЕУ, во нивната работа, иако не во нивното одлучување, тоа ќе биде голем плюс. Тоа веќе ќе создаде еден впечаток дека добро, ние навистина сме поблиску до Унијата. Од друга страна, Симонида го спомена геополитичкиот момент. Тој многу се промени изминатите години, меѓутоа се промени и годинава. Дополнителна тензија создаваат конфликтите што некако многу на брзина избувнуваат, може да се каже, во било кој дел на светот. Така што од тој аспект Европската унија може би ја менува својата стратегија, односно ја прецизира кон Западниот Балкан, бидејќи сме дел од соседството практично. Овие држави кои нема да бидат членки на Европската унија после 28 година се многу мал простор. И сега вие ако имате во тој мал простор држави кои се со нерешен статус и држави кои ако ништо буквално не се случува, со години чувството е дека не се случува, со исклучок на реформската агенда која исто така треба нешто да направи за нас, во тој случај вие имате потенцијален голем проблем. Досега тоа најверојатно не се доживуваше на тој начин. Друго исто така се согласувам дека ако ништо не се случи во однос на Западниот Балкан, политичариве кои цело време на некој начин се занимаваа со процесот на проширување, пред се Макрон, практично ќе испаднат многу неуспешни, бидејќи во нивната политичка агенда нема да стои нити подобрување на моделот на управување внатре во Унијата, нити пак придвижување на земјите членки. Оттаму Црна Гора на некој начин го искористи моментот, ја одработи работата, меѓутоа немаше пречки како другите држави. Едноставно проширување мора да има за да се испорача барем нешто, за да не остане регионот сосема на страна. И Црна Гора ќе биде показната вижба дека сепак проширувањето продолжува и дека се проширувавме без оглед колку е може помал дел од сите тие зими кои чекаат на проширување. И Црна Гора не е целосно спремна за влез. Значи, она што сега се менува, па и на некој начин со Црна Гора започнува, е што постои една поголема флексибилност. Се затвораат нормално поглавијата, меѓутоа има работи кои Црна Гора дополнително треба да ги сработи. Значи, сега она што ние може да го гледаме е да продолжиме со она што го правиме, значи реформирањето пред се за нас е потребно, затоа што ние со години се затвореме, имаме огромна емиграција, посебно на високо квалификуван кадар, затоа што многу работи во државата на младите и образовани луѓе не им се чинат дека се соодветни за да останат тука. Доколку сме поблиску во било каква релација со Унијата, во тој случај ќе биде, може да биде корисно и од тој контекст. Сега, како политичкиот врв кај нас, ова ќе го одработи, да кажам, тоа е прашање кое ќе ја дефинира користа на Македонија од оваа новосоздадена можност. Но сепак, иако е се уште на ниво на предлог, сепак ќе кажам, ако се изработи во предлог кој овие работи што веќе се најавија ќе ги даде, во тој случај имаме можност навистина да имаме поголеми придобивки од процесот на пристапување отколку досега. Госпоѓа Кацарска, ако политичкиот момент е тој кој ја кочи Македонија наспроти
на техничкиот, а се што е условено барем еве на зачеток е моделот, но она што може да го прочитаме дека сепак е условено од реален старт на преговорите, откаде тогаш оптимизмот кај премиерот Христијан Мицкоски по средбата со германскиот канцелар и со францускиот претседател дека работите за Македонија, еве јас така ги толкувам, он тоа не го кажа, но може беше оптимизам че дека може да се придвижат ако се условено со уставните измени, барем оној формален старт на преговорите, отварање на класирите, кој пак се услов за сите тие чекори кои се предвидуваат во новиот модел кој е во зародиш, да кажам. Видете, нам насушно ни беше потребно по-позитивно говорење и по-позитивен дискурс околу ЕУ, така да се надевам дека имало дополнителна причина. Меѓутоа, навраќајќи се на тоа основното прашање што може Македонија да искористи, јас би рекла дека тешко е, меѓутоа кога евентуално имате некоја техничка подготвеност, која што ја имаме делумно. Мислам, во ризик е таа техничка подготвеност и таа усогласеност, кога немате преговори, тешко е да ја одржите. Ние не ја подигаме, тоа нашите анализи го покажаа, ние имаме некоја форма на стара слава, која што е акумулиран труд од 25 години. Меѓутоа, сепак, има многу технички области каде што сме и подобри од останатите кандидати. Мислам дека е на државата, доколку не мисли да политичкиот момент на уставните измени да се посвети на истиот, тогаш треба да види начин на кој што таа техничка усогласеност ќе ја представи во подобро светло и ќе може да процени каде едноставно државата би можела да има бенефит од таа и постепена интеграција и секторска интеграција, што не е лесна задача. Видовме, бидејќи таа се дискутира веќе 6 години, не е лесно на државите членки. Другата патека е да го водите патот на преговорите, кој што е условен со уставните измени. Така да не би ги, тоа се двете опции кои што ги имаме, не би ни рекла дали се раздвоени една од друга, секако мора да се работат на техничките прашања, меѓутоа мислам дека ние на некој начин многу долго бевме во приказната дека сме обесправени и дека се фокусиравме на негативниот момент, така да би ја задржала таа позитивна динамика, се надеваме дека ќе има нешто од таа дискусија. Дали овој оптимизам може да се базира на некаква конкретна политичка поддршка која е стигнала од Берлин или Париз или само како морална поддршка? Што е тоа што може да го ветат тие две држави, а да не навлегува во промена на се она што го зборувавме до сега? Видете, тој нон-пейпер не е се уште никаква форма на документ кој што би регулирал прашања. Може би државата решава дека ќе оди да ја представи својата усогласеност како поддршка во контекст на може би користење на истите тие формати, доколку ја постигнете усогласеноста, да не биде условено само со останатите кластери. Меѓутоа, тоа е многу тешко сценарио, бидејќи едноставно знаеме дека тој процес на преговори, предвидливоста на самиот процес, структурата на самиот процес, им дава гаранција на државите членки од страна на комисијата дека вие сте постигнале одредено минимум ниво на подготвеност, кое што комисијата ретко е спремна да го прави на билатерална основа. Ние знаеме, и поради ветото од Грција, молевме за билатерален пристап во скринингот и така натаму, кој што не го добивме. Така да е многу тешко да видиме сценарио во кое што, овие останати држави, меѓу кои ние, коваме свој пат, меѓутоа ништо не е исклучено. Кога зборуваме за патот на Македонија, постојано се зборуваат за некаква форма на гаранции која се бара од страна на Македонија за да може да се спроведат тие уставни смени, поточно таа политичка одлука да се донесе за да може да се придвижи и техничкиот и целиот процес, но постои ли некаква форма на гаранции која може да стигне, а да не ова и се го продолжувам прашањето, а да не навлегува во она што е веќе донесено. Тоа малку кога се зборува од тука и кога се зборува од Брисел како да е во колизија. Значи ние бараме гаранција, не викаат ние гаранции не можеме да ве дадеме и тука запира целата работа. Било каква форма на гаранции може ли да стигне од Брисел? Не може. Не може затоа што системот
е таков, тоа се прашања за кои се одлучува едногласно. Тоа ќе значи дека Бугарија треба да се согласи за да даде гаранција. Тоа е невозможно. Друго, условот да се впишат бугарите во уставот е веќе дел од нашата преговарачка рамка. И тука нема поместување. Значи, тој момент едноставно треба да го разбереме на секое ниво, и на политичко, и на оперативно, и на секојдневно, би рекла, затоа што многу се манипулира со тоа прашање. Таква можност не постои. Меѓутоа, она што може да се направи е доколку политичкиот естаблишмент одлучи да го преземе тој чекор, е размислувањето и промоцијата на придобивките кои би се добиле тогаш, затоа што ќе се отворат преговорите, ќе се започне процесот и се ќе оди многу брзо. Мислам дека никој не прави мерење на штетата што ја предизвикува овој застој веќе премногу долго. Јас ја спомнав емиграцијата, меѓутоа и економски ние можеме да гледаме каде сме како држава, имаме флуктуација и во странските директни инвестиции, доаѓаат, одат. Колку е таа, ја пресмета ли некој таа штета, колку не чини финансиски застојот во евроинтеграциите? Јас би рекла дека имаше една анализа всушност од London School of Economics која беше насочена на тоа колку емиграцијата ја чини една држава доколку има одлив на кадри. И тоа се изразува во процент на раст годишен. Пресметките не беа конкретно, не можеме да ги земеме дека се целосни за Македонија заради и податоците не се целосни и така натаму. Меѓутоа, секој еден што ја напушта државата и секој капитал што ја напушта државата, затоа што ние веќе имаме и наши инвеститори што инвестираат во странство, тоа значи минусирање на стапката на раст. Сега ние, ако споредуваме колкава стапка на раст треба да имаме за да стигнеме некаква конвергенција со ЕУ да имаме, тоа значи дека многу треба да ја зголемиме. Ова движење околу 3% на стапката на раст е движење каде што државата малку се поместува. Значи оди во една многу мала брзина. За тоа да се зголеми ни треба капитал, ни треба кадар. И тука, јас не би шпекулирала со бројки колку изгубивме. Изгубивме многу. Таа пресметка, мислам дека не е илузорно и да се направи. Бидејќи ние сме во процес на транзиција од 90-та година, од 90-тите години. Во таа транзиција изгубивме премногу. Од друга страна, изгубивме и многу можности. Сега, бидејќи сме дојдени во фаза кога и демографски имаме сериозен проблем, нашето население старее, млади луѓе си одат, ќе бидеме принудени да покануваме работна сила од азиските држави, значи не да им одобруваме да доаѓаат, туку да ги покануваме да доаѓаат и да работат тука, тоа целосно ќе го промени нашиот контекст. Во оваква ситуација, кога едноставно не е добар наративот што го слушам од политичарите, каде што се кажува виновни се тие, виновни се други и така натаму. Едноставно, даден е тој политички момент, доколку нема впишување на бугарите во уставот, преговорите не може да продолжат, а јас за жал не гледам стратегија која би ја развила државата без тој начин. Минатата година имавме пат на инвестициите, странските директни инвестиции, споредено со 24-та, и тоа поприличен пат. Тоа покажува дека тој страв од што се случува во обкружувањето, од геополитичкиот момент кога една држава не е дел од поголема заедница, а премногу сме мали, добро е што сме членки на НАТО, тоа треба конечно да се разбере дека не можеме сами. Апсолутно, нашата големина, нашиот капацитет, нашите потенцијали се премногу мали за ние да очекуваме дека ќе може да направиме чудо.
Симонида го спомна капацитетот и јас би се надоврзала на тоа. Значи, нашиот капацитет за процесот на европско пристапување во голема мера се осипа. Значи, ние имаме ситуација каде што луѓе кои биле дел од тој процес 20 години веќе доаѓаат во период кога се при крај на своите работни кариери. Немаат наследници. Зошто? Затоа што немало динамика на процесот. И сега, тука беше спомената таа стара слава, на хартија ние имаме многу работи. Меѓутоа немаме имплементација. Дури дури на хартија се менуваат работите. Да. И тоа е точно. Во Црна Гора се променија многу минатата година. И тоа е точно. Така што се наоѓаме во една многу специфична ситуација каде што јас би рекла штетата од сето ова за останување е огромна по секој граѓанин на држава, односно скоро по секој. Не може да се калкулира со работи кои се веќе дефинирани. Политички е условот, ако сакаме да го прифатиме и ако сакаме да одиме напред, мора да се направат уставните промени. Гаранции нема. Одговорот на тоа е не. Никој не може да ви даде гаранции за нешто што е надвор од рамката на одлучување. За да се промени рамката на одлучување во ЕУ, тоа е еден толку тежок процес, дури и кога беа помалку држави. А сега за 27 или... Да, тоа е цел циклус од почеток да отпочне сите да се согласат, тоа е... Не, договорот треба да се промени. Прво за... Зборуваме и за... ви зборувате за договорот прво договорот мора, а договорот да се промени. Со сите прашања, зашто не е ова единствено, многу прашања кои треба да се уредат поинаку во Европската Унија, но тоа не се направи во овој период. Така што ЕУ дефинитивно очекувам да оди внатре со внатрешни реформи. Меѓутоа исто така ние остануваме тука и мораме да се прилагодуваме. Нашата прилагодливост кон процесот не е многу голема. Кога професор Мојсовска ги начина финансиите и колку губиме, тоа ме прифрла на темата на колку ние всушност искористивме од предпристапните фондови, од фондовите кои требаше да ја дадат на секоја држава, вклучително и на Македонија, буст во реформите, буст во инвестиции внатре во државата, за да се приклучи на нивото на барем на најслабите земји членки на Европската Унија. Пристапните фондови не се условени со носење уставни измени или со било каков политички, со самото тоа што сме ние земја кандидати, ние се отворени, но колку ние ги искористивме и дали можевме повеќе да направиме по тоа прашање и да ги стигаме барем, ако не политички, барем на техничко ниво, да се движиме со едно друго темпо отколку што сега се движевме последниот период. Видете, многу е тешко да го одвоите користењето на предпристапните фондови, бидејќи за нив говориме, односно за инструментот за предпристапна помош, ИПА, во својата трета генерација сега. Многу е тешко да го одвоите процесот на искористување на фондовите и на пристапната помош доколку не ги водите преговорите. Ние имаме од една страна ние во прва циклус на првата ИПА, која што беше воведена 2006 до 2013 година, бевме државата која што поради сплетот на околности, односно бидејќи го добивме кандидатскиот статус тогаш, беше единствената во регионот која што се акредитираше за децентрализирано управување со средства заедно со Хрватска. Во еден постар модел на Европската Унија и всушност таа прва ИПА беше процес на учење. Меѓутоа не беше и период на лоши перформанси во делот тие. Тука е, мислам, за најверојатно на нас сите од инфраструктурен аспект ни стои Демир Капија Смоквица, дел од таа делница по која што возиме сите во овој период од годината. Се акредитираше Агенцијата за поддршка за финансиска поддршка во земјоделството, односно ИПАРД. Ние бевме, значи, и како резултат на тој систем кој што започна многу рано, ние имавме периоди кога искористувавме, особено во таа област, прилично високи суми. Години кога имавме добри перформанси. Го спомнувам ова бидејќи всушност од 2013 година, кога Европската комисија на некој начин се дистанцираше од проширувањето, воведе друг модел во кој што ги рецентрализираше тие средства назад во Брисел и во делегациите, односно го промени моделот на управување.
Ние во тој период во кој што ние всушност почнавме да стагнираме, и е период во кој што почна полека да се осипува и нашиот капацитет, стагнирање во усогласувањето, и од друга страна ние веројатно и не се прилагодивме најдобро на таа промена која што настани од страна на Европската комисија. Таа рецентрализација значи дека многу помалку државните институции всушност може да управуваат со средствата со текот на времето, со исклучок повторно на ИПАРТ агенцијата, бидејќи таа беше посебен модел во целокупната ИПА-1. Сега сме во третиот циклус на ИПА, работите се менуваат, меѓутоа ако не ги имате преговорите, повторно да речем на каде што започнав, многу е тешко да го менаџирате тој процес успешно, бидејќи голем дел од таа помош е насочена и кон техничка помош за поддршка на законодавството. Ако вие не усогласувате многу, ако доцните со усогласувањето, како што беше случај, често пати и таа техничка помош ќе бидете или во расчекор, ќе зависите од планирањето кое што е долгорочно, а знаеме, мислам дека и Силвана многу повеќе од мене во однос на проблемот на нашето долгорочно планирање. И многу од тие предизвици поставија една ситуација во која ние апсолутно не искористивме максимум од тоа што би можеле, поради тоа што едноставно и се оддалечивме на некој начин од пристапниот процес. Од друга страна, овој циклус сега набрзо всушност нова ИПА-3 ќе заврши. 2027 заврши. 2027, меѓутоа во секој случај треба да цениме дека имате плюс една година, две, значи во најмала мера, поради застојот, односно оној процес на планирање, програмирање на средствата, кои и онака се планираат значи за подолг период. Но паралелно со него всушност Европската унија прилично јасно дискутира дека во новата буџетска рамка која што ја споменав, ќе се движи кон многу повеќе средствата да бидат базирани на тоа што сега се случува со реформската агенда, односно планот за раст, да државите бидат условени со спроведување на реформи, за да може да ги добијат средствата, што значи дека условите уште повеќе се покачуваат, односно условите стануваат покомплицирани, и доколку вие не инвестирате долгорочно во тој капацитет кој што веќе беше споменат, како за координација, така и за искористување на средствата, имате едноставно многу голем ризик дека нема да може да испорачате и како резултат на тоа ќе повлечете многу помалку пари. Првата вежба, веројатно првиот индикатор кој што можеме да го видиме за ова, ќе биде до крајот на годинава, бидејќи се говори дека во рамките на планот за раст веќе комисијата размислува за и реалокација на средства од државите кои што не ги користат. Во овој случај тоа се пред се Босна и Косово и Србија до некаде можеби, тука е веќе прашалник, на државите кои што се уште се вели се најнапред во процесот. Но ќе може ли да ги искористиме? Ако сме на точка од која што користиме досега, барем со последниот извештај 18 до 20%, дури ако ви стават тие средства на располагање, тука е прашањето повторно на капацитетот да ги испорачате тие реформи кога веќе касните со останатите. Прашањето на тоа колку ви се зрели проектите кои што сте ги поставиле пред Европската комисија, меѓутоа тука има и дополнителни прашања, така да повторно на тест е во големата слика капацитетот на државата за планирање, за спроведување на политиките и за да се држи до тоа што рекла дека ќе го спроведе во разумно време, односно со разумна динамика, што очигледно не ни е многу јака страна. Кога сме кај реформската агенда, за Македонија од неа беа и планот за раст околу 750 милиони евра. До сега мислам дека се повлечени или бар во првата транша, па потоа со реформите нешто повеќе од 100 милиони. Исправете ме, не знам, сега не ја проверив точната сума, но на 100 милиони. И да ни се дадат, вие веќе искоментиравте дека тешко би ги искористиле 18 до 20%, не е се искористеноста, но ако на почетокот бевме доста слаби и се уште грес периодот истекува за неколку дена за тоа што требаше лани да го испорачаме, сега во последното барем стигна од Брисел дека се задоволни од како ја спроведуваме реформската агенда, но ако се земе една просечна оценка како се покажавме во овој дел на искористување, со оглед дека сами го правевме планот
и агендата како и што ќе спроведуваме за да повлечеме или дали буџетски пари или во грантови од Европската Унија што ни ги понуди за да си ги спроведеме реформите. Еден пресек бидејќи во различни периоди различно покажавме колку исполнуваме и како исполнуваме. Почетокот беше тежок, меѓутоа тежок беше за сите затоа што процесот и од страна на Европската комисија беше диктиран во едно многу кратко време, каде што на државите им се наметнуваа рокови кои реално не можеа да се постигнат, па ги поместуваа роковите бидејќи тие не стигнуваа со тие документи што требаше. Исто така реформската агенда од самиот почеток, бидејќи немаше јасно разбирање кај сите што всушност представува, се претвори во еден документ кој секоја држава требаше да го изработи и државите различно го разбраа. Некои го разбраа дека треба да направат документ со кој ќе опфатат се, некои го разбраа дека треба да направат малку порелаксиран документ, иако областите беа дадени. Ние имаме најамбициозна реформска агенда од сите држави, така беше оценета, и имаме затоа што и претходно во слични процеси имавме документи кои беа добро изработувани, така што тој процес на правење на реформската агенда не недостасуваше. Меѓутоа немаше време да се направи механизмот на контрола и мониторинг на испорачувањето на реформите, бидејќи тие се поделени во реформски чекори, па за секој чекор има верификација и така натаму. Процесот е прилично сложен и бара ангажман на различни нивоа во една институција, ако се спроведува во една, а многу е покомплицирано кога вие имате повеќе институции. Од таму, кога почна сето тоа да се спроведува, во недостаток на документи, протоколи внатре во нашето Министерство за европски интеграции, практично резултатите беа такви какви што беа. Имаме се уште, но во тој момент, во минато време, имавме многу амбициозен документ кој не беше на почеток разбран така од институциите, па сватија дека е амбициозен, од кога добивме не добивме толку добра оценка, па сега имаме еден нагорен тек и некои од работите се прават. Така што јас би рекла дека е многу тешко да се остварат сите реформи кои се вградени во таа реформска агенда како документ. Меѓутоа, добро е што имаме забрзување и што сме напред од другите држави, бидејќи некако институциите го разбраа механизмот и сватија дека добро, ова е начинот на кој се добиваат пари. Првпат, новината со овој инструмент е во тоа што се добиваат пари според испорачаното. Ако не се испорача, претходно имавме алокација на пари, за која апсолутно никој никогаш можеби ништо немаше да испланира, Симони да го објасни текот на програмите, а сега имаме нешто каде што Европската комисија прави контрола. Вторник, практично на 30 јуни ќе видиме кои се резултатите. Тоа ми е следното прашање, колку од тие 10 кои ни останаа ќе испорачаме пред околу месец и половина. Вице-премиерот за европски прашања рече дека ќе остане само половина чекор. Дали ќе останеме на пола чекор? Кои се вашите сознанија? Од тие што ги грейс периодот, не, мислам, тоа е стварно навистина комплицирано, па има до Нова година, па има до јуни, па тие се зборуваме за тие што останаа лани до јуни до 2025 и тие беа 10 чекори. Во голема мера се работи на тие чекори. Дали ќе се реализира прогнозата на министерот од 9,5, ќе видиме, меѓутоа поголемиот дел се сработени и вчера премиерот го изјави тоа во интервјуто за македонската телевизија дека ќе имаме добар извештај и овој пат. Сепак би рекла, добро е што се предвижуваме, но да не одиме само со бројот на реформи, значи системот е тој што треба цело време да функционира.
Во еден момент ме прашавте за одржливост на моделот на ЕУ, а јас би рекла, овде треба да изградиме одржливост на моделот на користење на помош од Европската Унија на начин кој ќе биде според нивните временски рокови и критериуми, затоа што тоа ќе доведе до поголем квалитет и во нашата јавна администрација. Кога сме кај реформите, ние и низ годините покажавме дека сме одлични кога треба да се донесе закон на хартија, но што со имплементацијата? Дали ќе не оценуваат и како понатака во користењето на фондовите, ако нешто зависи од имплементацијата? Законите, забрзано се работи на изборниот законник, тој е еден од овие 10 чекори. Имаме придвижување законски, но имплементацијата ни се покажа низ годините, 25 години наназад, дека ни е слаба страна и дали тоа може да не чини во иднина? Новината која што имаме во реформската агенда е што, например, голем дел од чекорите се последователно поврзани и всушност креираат притисок за имплементација. Значи, доколку не испорачате одреден чекор во средина, вие не може да се придвижите до нешто што е планирано следната година, така да има кај дел од Европската комисија добро не проценила. Видете, тоа е всушност, тоа се тешки реформи кои што се поделени на соодветни чекори или на соодветни министерства кои што треба да ги спроведат, или пак Европската комисија не оценила, можеме да го гледаме од двете страни, но сепак, навраќајќи се на прашањето на амбициозноста на реформата, многу од реформите се всушност поврзани со менување на системски закон, например законот за висока раководна служба, кој што потоа пак треба да се примени во јавните предпријатија и слично во назначувањето. Така да ќе се следи имплементацијата на многу различни нивоа на дел од тие мерки. На некои од нив ќе помине веројатно и низ прсти ако бидеме реални, меѓутоа нема да биде тоа само случај тука. Всушност проценката која што е направена од страна на Европскиот суд за ревизори за државите членки и спроведување на нивниот инструмент всушност кој што го воведоа после ковид е дека комисијата не може се да следи. Тоа е невозможно. Дека дел од нив направиле законски измени, меѓутоа наше е да се креира и тој притисок да се одржува понатаму. Повторно ќе речам, некаде има всушност методите на верификација се многу јасни да ќе биде доста тешко да ја избегнете имплементацијата. За мене еден од најпластичните примери кои што го споменавме тука е всушност и опфатот на интернет во основните училишта, кој што е еден од тие мерки со кои што треба да се движиме напред. Ако нам ние ако било каква корист имаме од тоа да го намалиме опфатот на интернет во нашите основни училишта од кога ќе заврши реформската агенда, тогаш мислам дека е неспорно, не треба да говориме воопшто за нашиот капацитет. Многу од тие мерки се всушност мерки кои што треба да бидат одржливи и се надеваме дека истите ќе бидат. Навраќајќи се на, ако погледнеме конкретен пример, имаме пример со законот за судски совет, каде што имаме враќање во контекст на признавање од страна на Европската комисија. Комисијата можеби веројатно нема да го признае поради тоа што не биле извршени дел од тие консултации како што треба и со неа, така да несомнено е дека има многу поголем фокус на овие реформи и на начинот на кој што истите ќе се имплементираат долгорочно, за да можеме да за да едноставно биде резултатот подобар. Не верувам дека тоа, како што рековме, не верувам дека ќе биде 100%, меѓутоа секако е механизам што се покажал дека е поефективен. Тука одиме на вториот блок реклами и потоа во завршницата од емисијата. Во завршницата од емисијата сме, со мене во студиото се доктор Симонида Кацарска, директорка на Институт за европска политика, и професор доктор Силвана Мојсовска од Економскиот институт при УКИМ. Сега ќе се префрлам нешто се случуваше малку после нон-пейперите и плановите на Европската комисија и на дел од земјите членки за врзување на процесот на проширување, тоа е носењето на резолуцијата во Европскиот парламент за Македонија, каде што имаше низа од забелешки за токму ова што го зборуваме, бавните реформи, борбата против корупцијата, чувството за неказнивост на високите позиции, политичарите. И кога се чита извештајот, се има чувство за Македонија како да и се повторува она што низ години во Европската комисија се даваат забелешки дека ништо не се прави на тоа поле. Знаеме дека Европскиот парламент документот кога го носи нема
извршно, значи само како советодавно, нема извршно дејство, но колку се отсликува тоа што го видовме од Европската комисија сега во Европскиот парламент, во извештајот на Европската во Европскиот парламент, и колку тоа ја става Македонија во една лимбо ситуација дека ништо не се менува тука. Видите, за жал, дискусијата падна во сенка на дискусиите и со палењето на автомобилот пред бугарската амбасада и делумно дискусијата таму беше изместена, меѓутоа драго ми е дека се враќате на содржината на самиот извештај. Да, тој нема обврзувачка улога во ЕУ, меѓутоа не смееме да заборавиме. Парламентот е едно од основните тела на Унијата, репрезентативноста на Унијата ја носи. И во секој случај е потребно да се градат многу повеќе партнерства таму со своите политички фамилии и да се креира поинаков имидж на она што е случај во моментот. Го споменувам ова бидејќи ако погледнеме назад во периодот на, повторно кречем, грчкото вето, всушност парламентот беше доста многу повеќе на нашата страна. Парламентот, секој Европскиот парламент во тој период ја повикуваше константно комисијата да ја повтори препораката и да оттекнуваше дека треба да се започнат преговорите. Така да, без разлика на која влада било во тој период, значи промената е очигледна, тоа е и наш неуспех во голема мера, тука и дипломатијата треба да биде во акција. Од друга страна, веројатно јас некоја можност што ја гледам се и некоја надеж, можеби се очигледно неодамнешниот импулс да се донесат дел од законите во контекст на правосудството во реформската агенда, бидејќи тие стоја многу долго време. Всушност премиерот и директно се противеше на истите. Сега гледаме одредена динамика на носењето на тие закони во контекст на владењето на правото, кај кои што доколку ги поддржаме со имплементација, мислам дека тој сет на закони ќе овозможи комисијата да биде многу попозитивна за нас во октомври или ноември во својот регуларен извештај, за да можеме следната година да промениме дискусијата, односно и да не може да очекуваме од екстремните бугарски европратеници дека ќе ја променат, меѓутоа можеме да креираме портфолио со кое што ќе дадеме друга слика кај другите европратеници, доколку комисијата не каже како оваа година дека не сме имале напредок во таа област. Да, што се потврдува и со ова, но во сенка на палењето на автомобилите помина и она што беше донесено во овој извештај, тоа се амандманите прифатени од бугарските европратеници, што ако следиме низ години, дури кога грчките европратеници даваа по 200 и по 150 амандмани, не влезе нешто вака директно како што сега влезе од страна на бугарските европратеници, а тоа е конкретно поврзано со работата на историската комисија и уништување, поточно барање да не се уништуваат бугарски историски споменици и надписи во Македонија, иако идентитетските теми повторно беа ставени на страна и беше кажано дека не треба да бидат дел од никаков процес на пристапување. И сега прашањето ми е дали во Европскиот парламент поради менувањето на расположението кон Македонија, поради таа постојана, да кажем, ненапредување, се правил компромис меѓу идентитетските теми и историските теми на бугарските европратеници. Нешто да не им се дозволи, а нешто да им се пушти за да се задоволат, чисто поради тоа што Македонија едноставно покажува поинаква слика за себе, но во реформите. Малку го искомплицирав, но се надевам дека... Не, сосема доредно, тоа е начинот на кој функционираат сите парламенти, значи, тој се однос на моќ помеѓу парламентарните групи. Нешто да се ради, нешто да се одзема. Меѓутоа, тоа нас ни упатува една многу битна порака, дека ние на вистина треба посветиме повеќе внимание на градење на пријателства и барање на сојузници во Европската Унија. Тоа, ако погледнеме назад, ова беше интересно сега што го споменавме, навистина беше така кога имавме спор со Грција. Меѓутоа, многу од европските пратеници јасно и гласно стоја на наша страна. Сега се многу малку и тие кои ќе го кажат своето мислење се мета на многу напади. Тука можеме да зборуваме и за ерозија на самата демократија внатре во Унијата. Тоа е веќе една многу свртувањето кон десно. Меѓутоа, ние дипломатските мрежи треба да ги искористиме во градење на пријателства и барање на сојузници кои ќе стојат зад нас.
Ова сега, пак ќе го вратиме разговорот на почетокот, кога почнавме со нон-пейперот и со моделот, барањето од страна на двете најмокни држави во Европската Унија, Франција и Германија, некаков друг начин на третирање на земјите од регионот со предлозите што се во нон-пейперот, покажува дека ни подаваат рака на пријателство. Не може да излезат од рамката на она што е веќе ставено како формален чин во Европската Унија. Зборуваме за условот. Меѓутоа, може да се направат други работи, може да се действува на начин каде што ќе се гради амбиент кој ќе биде многу поблагопријатен за нас. Затоа што ако сега поминаа овие два амандмани на бугарските пратеници, а ние не сме во Европскиот парламент за тој процес да го посматраме и слично, не знаеме што може да очекуваме понатаму и како таа динамика ќе се реализира во однос на нашиот процес. Има нешто што во дипломатијата многу често го користат, тоа е таа теорија на игра, теорија на промена и предпоставувам дека има начини, нормално, дипломатски инструменти кои можат да доведат до зајакнување на нашата позиција. Но во тој контекст потребни се повторно луѓе на вистинско место кои тоа ќе го изодат, но и одлука кај нас дека како сакаме понатаму да пристапиме кон тој процес, затоа што статус кво и овој вакуум во кој сме долго време навистина носи голема штета. И истечено ни е времето, но сепак многу кратко со реченица две ако е можно. Последното прашање, пораките стигна од Софија изминатите неколку дена без уставни измени. Нема ништо. Македонската страна вели диалог со Софија не може да има, бидејќи таму се радикализираат работите. Дали ќе мора да се спушти топката од двете страни за да се придвижи нешто или со ваква реторика од двете страни нема да се придвижат работите ни кај нас, ни со Европската Унија? Многу кратко. Јас тешко гледам начин на кој што со оваа реторика би можеле да продолжиме. Дали нам ни се допаѓа или не, мислам дека спуштањето на реториката во голема мера ќе мора да дојде од кај нас. Кога имате две страни од каде ни едната ни другата не попушта, напредок не може да има. Едната мора да почне, во случајов ние сме тие кои нешто бараме, меѓутоа сепак со стратегија што и како би правиле понатаму. Во моментов целиот фокус е само на проблемот на уставното прашање. Ние не знаеме што понатаму, еве и тоа ако се направи, и гаранциите. Гаранциите се невозможна мисија. Оттаму, ако тоа се случи, можеби и бугарската страна ќе има одредено ретерирање на позициите. Госпожа Кацарска, господа Мусовска, ви благодарам на гостувањето во вечерашната топ тема. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието и останете со програмата на Телма.